Транспарентноста е ветување на секоја, па и на актуелната влада. Транспарентноста не е еднонасочен процес. Ние како влада сме подготвени да работиме отворено и одговорно. Но и сите вие сте клучниот дел од оваа приказна. Повикувам да бидете активни, поставувајте прашања, барајте одговори и давајте препораки. Денес, вака изгледа интернет страницата на можеби главната институција што треба да ја гарантира транспарентноста. Агенцијата за заштита на правото на пристап до информации од јавен карактер. 3 месеци не работи сајтот, 3 месеци не земаат плата и не работат вработените, а исто толку време институцијата не постапува по жалби. Има ли светло на крајот на тунелот? Утврдување предлог одлука за именување на директор на Агенцијата за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер. Единствената точка на вчерашната седница на Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата беше утврдување предлог за директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Институцијата е без директор од 25 декември 2025 година. Од претходно немаше ниту заменик. Се предлага Петар Гајдов, дипломиран правник со положен... Без некој да образложи како и зошто, првиот човек на Собраниската комисија го предложи кандидатот Петар Гајдов, па дури изуми да отвори расправа за него со другите пратеници. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Односно, отворам расправа да не бара некој збор, извинете. Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Излезе и дека навистина немало потреба од расправа. Пратениците од власта кренаа рака, без да кажат ниту збор за кандидатот кој го поддржаа. Пратениците од опозицијата не кренаа рака, но и тие одмолчаа. А ниту беше еден кандидат, ниту требаше да се утврди само предлог за директор. За огласот за директор на агенцијата беа пријавени сега веќе избраниот Петар Гајдов, доскорешната директорка Пламенка Бојчева и Миле Стојановски. Имаше и оглас за заменик директор каде беа пријавени лицата Фатмир Зимбери, Исмет Сельмани, како и повторно Пламенка Бојчева и Миле Стојановски. По завршувањето на седницата го прашавме Сајковски зошто не избраа предлог и за заменик, кога веќе имаше 4 кандидати пријавени за позицијата. Ние ќе распишавме, односно дадовме предлог за нов конкурс, нов оглас за заменик директор, бидејќи од предложените кандидати немаше кандидат кој што може да биде на позицијата, не исполнуваш услови за да биде на позиција заменик директор. Но како е воопшто можно ниту еден кандидат да не ги исполнувал условите, кога меѓу нив, на пример, се најде и поранешната директорка на институцијата Пламенка Бојчева. Господјата била директор, се кандидира и за директор и за заменик директор, меѓутоа не ги помина филтрите на комисијата за избор и именување, за да може да биде предлог за ниту за директор, ниту за заменик директор. Сајковски не даде конкретен одговор кои се филтрите кои не ги поминале Бојчева и другите кандидати. И така, Собраниската комисија испрати предлог кој треба да биде потврден на пленарна седница. Избраниот предлог за директор Петар Гајдов е дипломиран правник. Од 29 предмети во неговото факултетско уверение, за 16 има оценка 6, а просекот му е 6,69. Кариерата ја почнал кај фотографот Ѓорги Гајдов, па во фирмата Крин Комерц. Од 1997 до 2002 нема работен стаж. Од 2002 до 2004 работи во Основниот суд Скопје 2, па по 3 години без стаж се вработува во општина Аеродром. По 14 години работа таму, во 2021 година се сели токму во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Во моментов е државен советник за правни работи во оваа институција. Побаравме коментар за неговиот избор за предлог за директор, но во телефонски разговор ни рече дека ќе го почека исходот од пленарната седница. Непосредно пред седницата разговаравме со поранешната директорка и кандидатка на сегашните огласи за директор и заменик директор Пламенка Бојчева. Таа вели дека пред да замине од функцијата, се обидела да ја заштити институцијата. На дел од вработените им дадов задолженија со тоа што еден вработен требаше да ги распоредува предметите, да се грижи за постапувањето под нив, да ги подпишува жалбите. На друг дадов овластување за
подпишување на плаќањата, за реализација на плаќањата, за подпишување на платата. Како што имам сознание, вработените сметале дека не треба да постапуваат по тие овластувања, се довело во прашање легитимитетот на тие овластувања со оглед на фактот дека мене како директор на институцијата ми престанува, ми заврши мандатот и фактички од тие исти причини, значи воопшто не функционира институцијата. Кога ја снимавме оваа изјава, не беа објавени имињата на кандидатите за прв човек на агенцијата. Бојчева уште тогаш апелираше да се избере директор час поскоро, кој да биде тој. Во изминатите 3-4 месеци, откако што начело на институцијата нема прв човек, се во голема мера девалвирани, односно институцијата во голема мера ги изгуби своите позиции кои што ги имаше во нашето општество, а постоењето и работењето на оваа институција е од голема важност за остварување на човековите права, бидејќи правото на пристап до информација од јавен карактер е едно од ако не и основно човеково право загарантирано со Уставот на Република Северна Македонија. Првиот човек на Собраниската комисија за избори и именувања сепак ја обвини токму Бојчева за тоа што институцијата остана неколку месеци без директор. Најнапред е грешка на тогашниот директор на институцијата што не поставил овластен подписник и што не навремено го извести собранието. Веднаш по добивањето на одлуката за, односно по добивањето на информацијата дека истече мандатот на директорката, на таа институција собранието или комисијата за избор и именување распише оглас на кој што оглас пропадна бидејќи не исполнува условите кандидатите кои што беа тогаш на таа селекција. Програмската директорка на Метаморфозис Данче Даниловска-Бајдевска велиоти во целиот процес загрижува фактот што собранието не делуваше побрзо и поефикасно, туку по инерција. Остави 3 месеци агенцијата да остане нефункционална. На крајот на 2024 започнавме со измени на Законот за слободен пристап и сега сме 26-та. Ние уште во април месец бевме спремни како работна група со предлог измени на Законот за слободен пристап, кои што и беа поставени на платформата за консултација со засакнатите страни. Тоа е ЕНЕР, но исход нема. Законот е оставен или заглавен негдека помеѓу владината и собраниската процедура. И тоа значи дека она на што работевме пред година и пол, за да бидеме уште подобри, а тоа се скратени рокови, побрзи, зголемени надлежности на агенцијата во однос на прекршочната постапка ако не постапуваат првостепените, седат негдека измеѓу институциите и измените не се донесени. Таа велиоти загрижува трендот на зголемување на бројот на жалби кои пристигнуваат до агенцијата, а констатацијата од и над 60% од жалбите кои пристигнале во агенцијата се поради административен молк, покажува од и земјата е далеку од посветена да се биде транспарентен и отчетен. Да не заборавиме, агенцијата е прекршочен орган, значи може да поведе постапка против одговорните лица на институциите и службените лица и тоа се е оневозможено во моментов и затоа не сме да си дозволи собранието да биде споро во носењето на одлуката, односно во именувањето на директор и заменик директор. За нас како граѓанско општество, за новинарите и за граѓаните, пак ќе повторам, ова уставно загарантирано право значи дека ако ви ограничено имате проблем во владењето на правото во државата, во доброто управување, тоа не се добри индикатори. Додека се чека и официјалното именување на Петар Гајдов за нов директор, агенцијата и понатаму останува во институционална хибернација, без да ги обработува барањата, но и без плати и функционален вебсайт.